Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновиот наш и ваш демократски импулс, подкаст за народот. Денеска имаме една многу интересна гостинка, моја лична пријателка долги години, една од најдобрите македонски пејачки, Ирена Спасовска. Добар ден и чувствуваме се како дома. Здраво, Драјче. Како си? Ми е, да, што сум денеска гостинка. Ние се договараме веќе, мислам, многу Историско одамна. стана. Да, уште од кога нели требаше да гостуваме со за животните, кога требаше да правиме подкаст, тоа некако нели рековме ајде другата недела, другиот месец, нека уврски има фјас, па ти и еве додека ние се исподоговориме, на крај ти стигна да снимаш демократски импулс. Најдоброто е на крај. Да. Убава емисија, морам да ти упатам овој честитки. Ти благодарам. За твојот голем напредок, откако зборувавме до сега. Значи, твојата кариера оди во нагорна линија и ми е драго кога гледам успешни луѓе. Па и ти шеташ, постојано си со настапи, морам да те пофалам и тебе. Многу, да. Па точно така, да јас неодамна се вратив од Германија, пред 3-4 дена, каде што имав еден настап по повод 8 март. Со мојот колега Дарко Стојановски и Борче Ристов. Да речам спој од работа и шетање, уживање. А најубав, преубаво помина. Значи имаше многу луѓе, многу гости. Беше превесело, каде што се веселеа не само жените, него нели и мажите, без мажите ништо. А најдобриот дел беше тоа што последниот ден отидовме во еден многу убав спа центар, каде што си имаше нели басени, масажери. Ние така некако целите раштрафени, ненаспани, така се опуштивме на 5 часа, не сме излегле од вода. А каде беше, во кој град? Каде поточно? Па, тој град е блиску до Баден-Баден, се вика Карлслуе. Тој е блиску до Базел, значи тој е на едно тромеѓе тука, каде што Германија, нели, Франција, Така. Швајцарија и така, нели, влеговме во Швајцарија. Отидовме до Германија, излеговме од Германија пак назад и Си знаеш така. тајница. Па си знаеш, да. Ова професија е на од ретките каде што нели убава бидејќи има многу шетања, многу така кога одиме сите ни угодуваат, значи наше само да кажеме каде сакаме да одиме, секако под нивниот предлог нормално и ние бираме и до сега е навистина таман се. Браво. Најнапред сакам да те запрашам дали ќе одиме на ти, дали на вие, сите ги прашам па и тебе. Нормално како на вие, не можеме ние сега да се пресираме тука, да се знаеме и Се согласувам. да. Сакам да почнеме од старт, самото фактички од почеток. Тоа е од првото прашање кое би било за тебе, за тоа како ти започна твојата кариера. Мојата кариера Памтиш? Да, како не памтам. Значи јас ќе се обидам да бидам кратка, нели? Воедно и се да уфатам. Мојата кариера почна со многу страст. Значи мене ме водеше страста на мои 13-14 години, кога јас и самата знаете дека ќе бидам пејачка. Значи знам дека ќе бидам пејачка, бидејќи одев во таа настока, одев на аудиции, каде што секаде ме примија, од први бев на забавна аудиција, па потоа на народна. Па на 16 години бев најмлад учесник на Валандово Фолкфест. Значи на 16 години си започнала? Да, не, па официјално ја почнав првата песна си дури на 14 години, но Вау. но веќе добри 5-6 години бев и најмлад учесник на Валандово, каде што веќе на 19-20 години јас веќе ми се трасираше патот и веќе бев, мислам, на голема звезда, како да кажам. Така да почетоците ми беа навистина фантастични. 15-16 години до ден денесшен. И па да, навистина јас многу брзо се осрев, бидејќи во таа машинерија каде што влегов во тие времиња, нели, каде што мораш да се однесуваш возрастно. Значи не пеам на Златно Славиче, на ова, него пеам буквално на настани.
големи настани, како што се директорски вечери, па не знам, тогаш имаше многу бизнисменски вечери, па државме концерти во културни домови, па одевме низ Канада, Америка, значи за Европа веќе не станува збор, каде што Од самите твои почетоци, Од самите, да. народното си го пееш и тогаш прв и се... пев забавна една песна, Така? меѓутоа видов дека со таа песна нема нешто, вау, некој бум. Ништо не се случи, немаше пари, значи јас сакав да настапам, викам па сега снимив песната и што после тоа? Значи јас сакам да настапувам, да пеам, да заработувам, значи уште тогаш знаев што е бизнис и како треба тоа да оди. И како тоа треба да се наплати. Браво, браво, браво. Не, меѓутоа тогаш бев и доста ентузијастички настроена, нормално дека не пеев за тие суми како што сега. А имало кој да те подучи нешто или... Ништо не ме подучуваше. Учена сум Само живот. родена. Учена сум родена. Тогаш си била многу млада, 15-16 години. Да. Дали имало можеби некои волци што сакале да те Волци? зграбаат од волци сите на секаде. Да, волци на секаде нормално тоа, како и во секоја професија. Меѓутоа... Мислам да ти искористи на било кој начин, не сексуално, например, него било каков начин, дали со пари, тогаш дали... беше, не, да те... тогаш беше многу почесно, во смисол, заради тоа што тогаш дури за пеачите се даваше пари. Дали на настап, дали на телевизиска емисија, дали на фестивал, дали на не знам што, значи ние си одевме од настап со пари. Значи немаше тука, ние имавме кар и плюс јас од неколку емисии што настапе, веќе одма ми се трасира, значи македонска телевизија, како сега памтам, на скопска програма настапив и на една Добро утро Македонија, мислам да викаше. Веќе мене телефоните почнат да ми вртат, значи ајде дојди таму, ајде на оваа емисија, ајде на овој настап со овој културно-уметничко друштво, со тој некако многу брзо тоа се ми се случи дури. Со неколку песни. Па со една песна што ме видеа, значи со една-две песни што ме виделе тогаш на телевизија. А инаку и во други делови, ако веќе сакаш да кажеш, нормално дека од таа страна сигурно дека имало волци, меѓутоа јас значи мојата личност тоа не го дозволува и меѓутоа сум го... Тоа и до ден денешен го има. Да, го има, меѓутоа тогаш не сум била толку префригана да јас можам онака да им обрусам и со мој поглед, значи да ги плеснам долу на под, како да ти Бога ми, кажам. имаш еден остар поглед. Па да, имам, значи јас сум многу мила, ама остр поглед кога ќе го... Да, и некако потоа било срамежливо или најчесто сум бегала. Како да ти кажам, што не е, мислам, од така, кога некој нешто ти предложи, не, ја некако, не знам да одговорам и нешто, и ќе отидам и ќе ме снема. Например, за разлика сега кој што да каже, јас нема да бегам, Сега не како, бегаш. ќе речем извини, меѓутоа твојата понуда не ја прифека. Имаш ли Не знам такви што понуди за мислиш. ден денешен, например? Ема нормално при настапи зборам од некој секоја газди на жена има. локалина. Од газди на локали не. Бидејќи нашата работа, например, во однос на локалите, со собствениците имаме навистина коректен однос. Никогаш никој. Па не. Навистина не. Мислам, не лажам, не. Заради тоа што тоа се сведува на долгорочни соработки, не е тоа само еднаш пеам толку па да не го видиш, него континуирано, ако си имаме нели обострано некаква взаемна кар, нели гледаме таа да речем релација да се задржи, да биде на едно професионално ниво и дури и да биде на пријателско, значи да се движи во во рамките на тој круг. И дури стануваме како едно семејство, како да ти кажам, значи нема тука нешто. И секогаш ја како во животот, нели, или како што викам, или колеги, или од све тоа некој така површен флерт кој што никогаш не завршува со ништо друго, него тоа е една зафрканција, како да кажам, но немало. Не шкоди до сега. флертот. Па Никогаш. нормално, да. Тоа го храни и женското его и машкото его. Така си е, да. Сакаш ли, би сакала ли да ни извоиш некоја случка што ти се случила, например? Од тие многу настапи твои, интересна некоја, не мора да е сексуална, него Не бе, општо па така. са тие за сексуално се фати. Не, кажав не мора сексуално. После ќе стигнеме до тој дел. Да не биде одма. Не. Па нема да мислам, не знам зашто и погрешно чувството дека ние со нашата професија мора да има сексуални случки. Не знам зашто. А еве верувај дека колку и не знам, стварно не знам, а не е така.
Колку пати и со колеги имаме правено муабет дека, значи сме правеле муабет дека вика не знам зашто во народот прво и основно е тоа, како не знам дали нас што дали малку послободно ќе се облечеме, дали што нашата професија нели ќе се насмееме, ќе пееме. И он мисля дека сме ние лесно достапни, напротив. Толку ни е нас ојачен, поготово пејачките карактерот, што нормално секојдневно се среќаваме со нели разни предизвици, додворување и сето тоа. Веќе имаме развиена вештина на одбивање, а при тоа пример па и да не го повредиш. Што пример порано не било случај. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа имам чувство дека ние, не дека се оправдан, него пејачките дури од самото тоа што секојдневно се нели изложени на додворувања, дури ние веќе многу повеќе одбиваме. Значи, дури ни дома веќе не да. Ама ги одбиваме, значи кај нас се развиен тој одбрбен механизам. И ние сме постојано во кафана, постојано во ресторан, каде што гледаме разни типови, значи ги проценуваме карактерите, дури станаме психолози. Нели? Да. И не може ти кога знаеш дека тој како се понаша во кафана, например, зашто да почнеш врска со некој кога го знаеш каков е, нели? Ти го не се сваќаме погрешно. Не, воопшто не те сваќам. Него, општо, општиме сега. Општо. И за разлика например, друго е ти да го сретнеш некој кога е например еве како тебе, сега водител или како во некоја институција, да речеме еве некој што работи во катастар, тој е многу фин, машносан, културен, се меѓутоа да те видам кај си таму. Кога ќе се напиеш 3-4 раки, 5, па да те видам што човек си тогаш, нели? Кога сме ке мажите веќе, еве. Ајде, какви мажите привлекуваат? Какви мажи ме привлекуваат? Па види, црномањести мажи, пред се, нели? Ако зборуваме еве за физику, црномањести. Нормално да биде, па не, ниски како, јас сум корпулентна жена и нели не сакам да се изгуби од мене. Да биде така нормално висок. Дали ќе биде дебел слаб, не сакам ни премногу слаб, не сакам ни премногу дебел, не е пресано да биде некој мускулес или не знам како, да биде пристоен. И да уме, што да уме? Водители или пејачи? Па не. Не мора да биде ни водител, ни пејач. Не да биде катастар. Па чекај, тој кога не дојде ке мене, па да го видам каков е, нели, на свирка. Значи, каков е. Често пати вака ме прашували, не знам точно да кажам каков, например, еве, маж, како би можел мене да ме освои. Веројатно да биде карактер, значи, збор да му држи вода. И ти си од тие што вео дека карактерот е поважен? Не дека е поважен. Важен е и физикусот и убавината, меѓутоа кога веќе сум го скенирала, и дека како убава личност може да помине кај мене, нели, шармантен или згоден, не е битно. Второ, доаѓа карактерот. Карактерот, значи да му... Тоа е второ. Па не може грд човек, не можеш ни да ти се доближи, нели? Значи не сакаш ни да разговараш толку многу или ќе разговараш на теми за сонцето, за времето, за политиката, за облаците, нема да дојдеш до тема кој што нели, веројатно. Јас така мислам. Но, после тоа е карактерот. Значи да му држи зборот, да му држи вода. Значи тоа што ќе се каже, да го исполни, затоа што има луѓе кои што многу зборуваат, но ништо од тоа не го прават. Така да ја почесто не ги слушам луѓето и мажите што зборуваат, него ги гледам што прават. Интересно. Да. Интересно. А дали може, например, влие неговата економска ситуација? Па види, значи, добро те разбирам. Економската ситуација и влие и не влие. Значи јас не сакам мрзливи луѓе. Значи, кога видам дека некој мрзлив и не заработува и се жали само на општеството, се жали дека он не може да дојде до пара, а во овој свет каде што има, нели, свет на милион опции на дигитализација и на све, значи ако не може едно, ќе може друго, ако не може од лево, ќе пробаш од десно, ако не можеш горе, од долу, значи ќе најдеш начин, ама нели, ако си способен, некоја пара мора да излезе, не може да нема. Значи само такви луѓе не сакам. Тогаш не сакам ни да е убав, не ми значи ништо, нели. А сакам да е вреден. Значи може да е вреден, а да нема пари, ама чеки, вреден, ама не, ако е вреден, мора да има пари, како? Ќе си дојдат. Ако не може на оваа сделка, како што кажеш, значи, ако не е на оваа сделка, ќе
ќе ти дојдат пари на втората сделка, на втората понуда, се труди. Трудолюбив е, значи сега може да нема пари, ама што правиме ако му опали па после тоа добие 1.000.000 евра, значи тоа. Ама не, значи ете, работи на проекти, овој проект ќе земе помалку, другиот ќе земе. Да е трудолюбив, затоа што само трудолюбив и остварен човек може да биде и добар партнер. Не може да биде добар партнер некој што виси само на Facebook и анализира Ирена Спасовска, па ќе види какви е, па какви е репчето, па какви е козата. Ова си е напумпала устата, ќе види Алила ова. Тоа, чекај, аба види се ти каков си. Висиш на Facebook, кога ќе го видиш на сликата, тој нема четврка зап, значи, кој ќе се насмее катастрофа, нели, не исчешла, значи, неизмиен делува, ниту пак некој дрес-код на облекување има, без разлика кај да работи, нели не знам, или некоја жена која што навистина е во некои пристојни години па се осудила нешто да коментира, а истата таа, например, седи дома и само коментира, ништо не прави, значи. А дури некогаш немаат ни слика тие што немаат, ама и притешно и да има, значи јас се какви се викам тие луѓе кои што плукаат по луѓе, по естрено уметници, по глумци, по водители, а при тоа не ги знаат, значи, истите луѓе. Дали сум јас квалитетна како особа или не, дека ми е мене реперал нешто ќе кажат, мислам, таман работа мене баш ми е гајле што кој што ќе коментира. Не можеш да спиеш. Да, од такви. Не можам да спием од тие, нели, баш ми е гајле. Меѓутоа, јас секогаш оставам на времето и секогаш тие што се неостварени, нели, најчесто и можеби немаат пари. И тоа ги прави, како се вика, да бидат изреволтирани. Меѓутоа и за тоа има начин, треба малку да си усмириш егото, суетата, затоа што мислам дека кога тие се такви со јавното плука, тогаш какви се во ситуации кога нели ние не ги гледаме, тоа што тие не се прифатени едноставно во општеството. Кој сака да работи со такви луѓе? Или ако некого, например, дека јас сум баш малку па и јазикот ми е врзан, точно дека некогаш и кажувам, изборам и све. Не, те јазикот врзан, да. Одврзан ми е, да. Ама јас ето тоа морам да го поддржам со аргументи, да го аргументирам. Не само празно да зборам, така? Да. Значи, што сум постигнала, што сум направила, што ова, што тоа. Имам јас доста за зборење за мене да кажам дека јас не морам, него можам да кажам за некоја работа дека тоа не е добро или е добро сад. И тоа од другата страна, како кога го прифати, тоа не е моја, јас сум важно кажала. Добро, сега да не биде дека мене нешто ме интересира, али колку е важен сексот во една врска? Вау, на тоа што не те интересираше ти, да прво помашка, да. Лелелеле. Значи во врска или во брак? И во двете. И во двете. И па тоа е сосема различно спрема мене, бидејќи кога сме во една врска, нели сите кога се договараме за некој состанок, и се договараме во 9 часот до 12. Ние немаме време, нели, да збориме за лошите работи, него збориме само за убавите работи и сакаме да се представиме во што поубаво светло кон партнерот. И нормално дека таа средба завршува еуфорично и со, нели, водење љубов. И тука е се добро, додека нели двете особи не стапат во брак. Тогаш нема? Не дека нема, тогаш напротив треба да има и дека е многу битно да има и во врска и во брак, значи нормално дека е многу битно. Но јас сега да те прашам тебе нешто, Трајче. Кажи сега ти, например, овие 3-4 дена имаш многу работа, нели? Стануваш со бајле во 8 сатот. Па не знам, одиш од една работа на друга работа, на трета работа, се прибираш, еве сега со подкастов можеби ќе дојдеш дома во 10 сатот вечерта. И сега тебе, например, ќе ти се нафрли твојата женска, например, ќе рече, ајде сега Трајче 3 парти. И ти ќе речеш, хоп, знаеш, можеш. Ма добро сега. Ама сега 3 парти, ајде ќе ги направиш. Ама и утре, и задутре, и предутре, значи цело време така. И ти што како ќе се почувствуваш? Нема ли да речеш сега дека јас, например, сакам да ти кажам, дека нема ли да се почувствуваш како ти, како една Не се јаде секој ден грам, тоа сакам. Не сакав тоа да го кажам. Него ти нема ли да се почувствуваш како секс машина? Дали ти е потребно? Не. Нема ли да ти биде потребно, например, да те праша таа особа, Трајче дојде, како си помина, ти, ама не е добро. Тоа е ама чекај, ја правиме споредба. Или ќе ти рече, дали Трајче ти сакаш
супа, па ти си денес многу изморен, па ајде да ти ги ставам нозете, еве не мора улегенча, ама еве да ти ги измасирам, па нешто да се опуштиш вамо тома. Па сексот да дојде како последица на доброто сочувство и емпатија и да биде, нели, онака, Па така да па со сите нишани. Така, да, не знам тоа дали не. Па нормално вие мажите, нели, прво сакате на таа работа. Значи, зашто сексот е битен, меѓутоа треба да се создадат и поволни услови. Ако една жена цел, еве сега пошто го кажавме примерот со мажите, сега го кажеме примерот и со жените. Да. Ако една жена исто така е уморна, станала са бајла, нели, на работа, дошла во 4, па се фатила да ја прави ручек. Успутно, например, има деца 2, па еден бара ова, еден бара тоа, па отишла на пазар, па ги ставила кесите на еден прст, на втор, на трет, на 5, на 10, и значи, нели треба мажот да дојде и да и рече, жена, дали јас треба нешто да ти помогна? Ја не ја товарам толку многу со тоа. Тоа е добро, затоа и ќе имаш и добар секс. Значи, Има влие. мажи, па влие нормално, ако жената измрцварена преку цел ден. Значи, ако е жената измрцварена цел ден, и на крајот, значи, кога ќе дојде до тоа, таа се осеќа многу изманипулирана, затоа што и искористена, заради тоа што каде бил тој маж во текот на денот, да ја помогне во однос на работа бил. Да, на работа бил, па и жената била, значи затоа треба да се поделат врските од текот на домот, така? И каде е, значи, посветеноста, каде е одговорноста, каде е пријателството, затоа што ти некога кога сакаш, мораш да ги имаш и овие работи, да бидеш широк, да ја разбереш. Кога сето тоа фино лепо, нели, ќе се подели во текот на денот, дека таа жена ќе биде расположена да води љубов. Доколку не е, значи, ова поделено, тешко која жена дека ќе може сите работи да ги... Дали жените фејкаат, например? Дали фејкаат? Да, Па фејкаат, веројатно глумат, фејкаат заради тоа што може би не сака да... па заради тоа настанува и фејкањето, заради тоа што не сака да ја повратат машката гордост, а не се воопшто пуштени, нити одморени и сетото им доаѓа превише. А мажот е секогаш за, како што каже, и ти преиска, да, но ти немаш можеби некои такви обврски во текот на денот кои што тебе добро ќе те изморат. Ма не е тоа, јас мислам дека имам јас, ама различни се околностите, па мислам сигурно, не знам. Не се различни. Може би различно размислуваат мажите и жените. Па добро, меѓутоа секој размислува добро со ако е подобро и повеќе може да се даде во тоа, доколку е испочитуван, како кажав, значи у смисол на да биде разбран што му е потребно во текот на денот, значи што помош треба да му се пружи за да се поделат врските и да биде на крај, значи да заврши со среќен крај, како да кажам. Знаеш како, многу ми е мило што си многу искрена и отворена на оваа тема. Никогаш не сум те видел да зборуваш толку искрено на оваа тема. Чекай, Па сакам пак да те потпрашам уште некои прашања, така? Што мислиш на Убаво чајче со Стварно? симет и јаболко, така? Да, мило ми е што ти се допаѓа. Не знам дали ме разбра што ти зборува. Те разбрав јас во целосно, што мислиш? Не може, например... значи уморен маж исто не може да се даде колку не можеш едноставно. Уморен маж не Зашто може... те прашав ја? Ајде сега некои 3-4 парти, не може ти секој ден така, за така треба да лежиш на плажа и двајцата да лежиме и тоа. Значи врските, значи начинот на живот не ти го дозволува тоа доколку убаво не се, значи работите не се подредат. Уморен маж не може 3 партии. Ама уморна жена не може ни една партија. Не, може, ама не сака. Може, ама не сака. Еви тука ќе ти одговорам. Заради тоа што не е испочитувана во текот на денот и не сака, значи јас лично, еве, ако не ме испочитува, ништо не давам. Ништо не давам. Затоа што, па да, и секоја ќе се сложи со мене. Затоа што никоја жена не сака да биде, значи, така третирана. Така. Значи, треба да и се каже убав збор, треба да и се даде едно мало внимание, значи широчина во душата да има, дали со убав збор, дали со убаво некој мало подароче, дали со не знам како да кажам. Не може сега да излеземе, на пример, еве сум имала и такви случаи, излегуваме во ресторан и секој да си ја плати својата сметка. Така? Зарем и тоа го има. Па го има, како не. Но јас сум раскинала врска ради тие глупости. Значи, секој својата сметка, значи, бараш љубов, бараш да ти бидам верна, све бараш, а кога ќе дојде, например, да се плати едно кафе, бараш јас да платам по пола, така? Не дека јас немам пари, имам многу повеќе. И сум почестувала и све. Но зошто? Значи, ти едноставно не си способен
А си платила, например, некоја Сум платила, сметка? да, онака? да, сум платила На и машко? сметка, па нормално како и сметка и ја и не дозволувам. Значи сепак да има и тука некој реципроцитет, ама сега нели машко маш, нели треба да те ако тука потфрли, Последниот пат кога ако бевме јас тука и ти на кафе, потфрли, ти частеше. па ете, гледаш, Памтам. па нормално да. Памтам, Ама сега се зошто да сетив. не? Ама јас тогаш, значи, не сакам, мене не ми е до парите, него до начинот, до гестот кој што некој чека од тебе да платиш пола сметка. Или чека, например, да плати и после тоа очекува ја да му ги вратам парите. Тоа е срамота. Па срамота е, затоа и сум го оставила. Затоа и сум го оставила. Добро. Последниот. И што да кажам сега? Апропо оваа твоја теза. Човек треба да биде широк. Значи широк со комплименти, широк Разбирам. со сочувство, со емпатија, широк со давање пари, зашто не е доволна само љубовта. Љубовта е база, нели? Но тука има многу пропратни работи кои што треба љубовта да ја чуваат, да ја бидат оклоп на љубовта. Ако некој потфрли со тие работи, нема ни љубов, нема ни водење љубов, па како сакаш наречи го. Добра, а како тогаш би коментирала, например, на секс за една ноќ? Што мислат жените околу? Па види, Кога доаѓа секс за една ноќ, ако знаеме дека сега ти што го кажа, дека мажот треба да ги исполни сите овие работи за да... па затоа доаѓа, затоа што на крај, например, се доаѓа до разни фрустрации, дали тука доаѓаме малку и до темата и до неверство, така? Да, да. И не е задоволен ни тој, не е ни тај. И затоа после можеби прават одредени излети од бракот, бидејќи нема разговор во тој брак и не може едниот на другиот да си помогнат со тој отворен разговор и затоа бараат утеха веројатно во други личности кои што можеби Не не ги се познават. Па не ги познава. Сигурно дека ги познаваат, него Мислиш нема такви што не Не знаат знам. ни како се викаат, например? Не знам тоа, стварно не сум запознаена за тоа, ама многу знам дека имаат врски надвор од бракот и бракот како институција го користат само за Познаш? Па да. Да, познам многу, а тие се па најгласни кога јас, например, еве, ја раскинав мојата врска, не е битно. Значи, има бракови кои што бракот како институција воопшто не постои, него тоа е само колку за одржавање на оние семејни, нели, работи за децата, а да речем убавите работи ги прават со други луѓе надвор. И тоа не е во ред. Значи, јас тоа не го оправдувам, бидејќи сметам дека кога човек ќе влезе во некоја врска, дали е тоа брак или е нели заедничко живење, треба да се посвети на партнерот, а не на другите мажи или жени надвор. Ти се случува на тебе некоја таква екскурзија? Или во твоја врска може? Екскурзија до водно. Ме прашуваш за екскурзија. Се шалам. Не. Па не, јас навистина како жена се трудам секогаш да го дадам мојот максимум како жена. Но искрено барам и реципроцитет. Порано може не, до 30-35, но како направив 35, па 40, па не може тоа да биде. Мора да има реципроцитет, дури мажот повеќе да даде, во секој повеќе. А на 35 даваш и ти Па повеќе? не давав повеќе. Да, давав повеќе, значи многу се вложував. И гледам дека тоа не треба така да биде. Не треба така да биде, затоа што така го учиш и мажот, како не треба всушност. За да те почитува некој треба јасно и гласно да кажеш што треба да прави, пошто вие мажите малку показно се зревате. И нели, а некој па има и така, па да, има и некој роден. И сега ти ако го научиш некој, наместо да го казниш за одредената грешка и ти сега му дадеш љубов или внимание, значи он ќе си земе повеќе сила. А затоа после 40 години жените тешко дека некој може да ги прелажа. Тешко дека може и со физички излети, со пари, значи ништо тоа не ме интересира. Но не одговори околу неверството. Околу неверството, па не. Значи јас, да, не го заобиколив, него чисто го фативме малку. Не го фативме во друг правец во имавето. Искрено мене никој не ми изневерил. Никој не ми изневерил, бидејќи мислам дека сум квалитетна жена која што сум си ги вршам моите обврски како што треба, нели? А ти? Не ме изневерил, но сега само и ова сакав да ти го кажам. Да, сега. Зошто не значи дека е верен маж па и тој што не ме изневерил. Сега види не ме изневерил, верен. Значи можеби не му се пружила шанса. Кој е верен маж? Верен маж е оној кој што ќе ја одбие пропуштената шанса. Например, некоја згодна риба, нели му се врти тука околу. И се тој кој каже извини, ама јас сум во врската, молам,
повеќе нема да ме провоцираш. И сега таа пак се врати, например, околу, повторно и тој пак ќе ја погледне, ама девојка, јас ти реков дека имам врска и не сакам да бидам со тебе. Тоа е верен маж. Има такви, така. Има. Мислам дека има. Тоа е верен маж, а не оној кој што не му се укажал прилика. Не му се укажала прилика. Ма добро, па и тоа е верен. Па верам, а не му се укажала. А кој ќе му се укаже да го видим. Али добро, ете така да речеме, полесна околност. Не, јас ти кажам искрено, првин ги оставам, па после почнам некоја друга врска. А дури откако ќе ги оставам, например, некој ги оставам некој маж, кај жената е малку подруго за разлика од вас. Жената напред да го остави мажот, таа веќе решила во умот. Ти може мислиш дека си уште со таа особа, но не си. Тоа резултира, нели, со несакање да биде во негово присуство, одбивање на љубов, одбивање дури на секаков вид на помош, затоа што чашата се прелеала. Така? Така да и не значи дека жената, примерно, веќе со телото е тука, но со умот може би веќе на друго место. Во смисол на таму се чека моментот кога они да тоа нели да. Ирена, ти имаше една врска, јавна врска, би кажал, заради тоа што двајцата бевте јавни личности. Орце, водител и уредник во МТВ. Ти беше пејачка, ве познаваа сите. И се уште сум пејачка. И се уште си пејачка, и он е се уште водител. Мислам дека. А зашто сега мора да се навраќаме ние на тие стари? Па не мора, ама би сакал така да те запрашам, кога веќе сме толку искрени. Да, ма тоа нели остава Многу... во минатот. А јас сакам да си гледам напред, што сега со минатото да се заморува. Јам слушнато дека он дури и ти забранувал да бидеш гостинка во македонска телевизија. Кога ми забранувал? Па Орце забранувал да бидеш гостинка там, во таа телевизија. Аха. Во МТО. Откако сте се раскинали? Сте раскинале. Добро. Дали има нешто вистина во се ова? Само може ти малце чудно, зашто не знаеш од каде ми е на мене ова, ама јас сум информиран новинар. Па добро, ајде да речеме дека е така. Сега навистина не сакав да зборуваме за ова, кога веќе нели ме праша. Па знаете како е, вие мажите се некако многу се повредувате и кога нели ќе загубите саканата личност, веројатно тоа резултира со горченост и да, точно, ако веќе се слушнал, немам зашто да го демантирам дека дури би удадена дисциплинска комисија. Не се верува трајче, па ти многу си информиран. Леле. Па да, можам да кажам дека е точно, не знам сега навистина ги наведов кои се причините, но мислам дека не треба да се меша некојаш приватноста со бизнисот, бидејќи сепак јас мојот одговор тогаш, кога се пожалив, кога веќе знаеш, беше дека нели телевизијата не е негова, не е ни на мајка му, на татко му, па да он мене ми брани, јас да не настапам во емисија каде што до тогаш, значи, едва се чекало да дојдам и да ги испам моите нови песни, нели? Да. И тогаш дадов предлог да отидам во емисијата, на кој што добив негативен одговор од него. И нормално дека јас се обратив на поголеми инстанции, каде што ми го уважија моето барање и него го ставија на дисциплинска, мислам тоа ти го рече исто. И каде што сакал или не кел, јас мислам едноставно си настапив на емисијата, а он не беше присутен, беше Тања Петровска. До толку ли ја расправате? Да, ма не немате контакт. Не, значи не е тоа него едноставно има можност или да биде или да не биде, ама немам зашто јас да не бидам. А дури ви, например, во некои земји, каде што, например, некои се разделуваат нормално и без некои трезавици, дури и тоа е добро да се искористи за самата емисија, дека еве пример јас гостувам или он гостува утре ден, не знаеме, тркалото се врати каде што како, нели? Па и од тоа може да излезе едно убаво шоу, нели? Но тоа се прави со луѓе кои што имаат веќе расчистено. Јас навистина кога ќе завршам со некој, завршувам и немам проблеми од таков. Ама тогаш многу во јавноста се збореше за вас, вие бевте. Ама ја не знам како да само излегувавте и од фриџидер, што биде. Ама ја не знам како само како само ние да се нели раскинавме. Така, да, тогаш многу се. Дали те погодија некој муавети од тоа? Многу верува во нас, не знам, да, и јас верував искрено, меѓутоа на крај
Ако наведам од некои причините, од некои од причините Да, може претходно, не, сакам да кажам и претходно може наведам кои се причините за раскид на врска. А дали ме погодува? Па не ме погодува заради тоа што јас знам сепак што е најдобро за мене, нели? Не може другите да ми кажат што е најдобро за мене. Се согласувам? Да, и тоа што Мора имав, да се например, знаеш. имав коментари од типот на моите пријатели, ама зошто, ма како, зошто го остави, нели, добар си беше човекот и ти си добра, добри бевте. А јас па викам, а зошто ти па не ја оставиш твојата и не бидеш со таа, него изневеруваш твојата. Зошто? Значи, ти си знаеш зошто, така? Така е. Ти живееш во лажен брак, јас не сакам да живеам во И лажна во врска. важен живот. Не сакам да живеам јас во лажна врска. Јас кога некого не го сакам, едноставно не можам да живеам. А вие не се сакате и живеете. Полошо тоа има ли? Зашто мене да ми кажеш колку се сакате, па јас знам дека не се сакате, да јас знам дека изневерува жена, ти знам ова. Многу работи знам и на моите другарки, или пример, не другарки, него ете некои познанички. Значи ти го изневеруваш твојот, Каква маска е тоа само? Па маска, никаква маска. Значи, само за пред народот, дали е во интерес пари, дали е во интерес деца, дали е во... Значи, и секој си има право да си каже. Ама немаш право да ми каже зашто јас, например, сум ја прекинала мојата врска, така сум сакала. И тоа е тоа. Мислиш дека те преболил? Леле. Па сега видим, можда ме преболил, ама не ме заборавил. Јас не се шалам, нели. Значи ти си Не. жена што Па не да, се види, заборава така. Па мислам лесно. дека не се, затоа инаку ако ме заборавил, ќе требаше да ме викне во емисија, така? Да. Не сакам, значи Држи немаше вода, да држи се вода. сочи. Или секојаш кој го сретнам, он е намортен и налутен. А јас сум секојаш здрава, значи тоа мислам дека... Комуникација немате сега. Ама нема сега, знаеш, зашто да го збориме човекот си угоден и сега си гледа внучиња, значи си е значи, со таа... Не знам падна зашто тема да или ако го... не Да. сакав јас. Сега да го ставиме на рад, нека си гледа внучињата. Човекот си угодени и сега пред пензија да го тука да го деранжираме. Имаш дечко нема сега, потреба. како стои љубовта сега? сега. И можам да ти кажам и да и не. Како биде? Па така бе, нема да бидам искрена тука, може да има, може да нема, моја работа си е тоа. Или комплицирано е. Па види, Има и не, комплицирано, што ја никад не, а не, Што е никад, тоа комплицирано? никад не го разбрав тој избор комплицирано. Што е комплицирано? Имаш или немаш? Не ми јасно мене. Ама сега види, ако кажам дека имам, па може ќе си ги спречам идните додворувачи, нели? Од таја Да, гледна од тој точка. аспект. Ако кажам, па А може па и повеќе ќе имаш ако кажеш дека нема, имаш. па ќе имам, ама беге не можам да ги навјасам, значи разни ликови се јавуваат, па и тоа не е добро, нели? Така да имам, немам, ајде, бате ли го тоа прашање. А со што може тебе да те придобие еден маж, а со што да те загуби? И па со што да ме придобие, како што кажав, значи Освен што треба да биде висок и црн. па добро да биде висок, да не биде многу слаб, значи да има широки рамења, да има така усни убави, ликот да му биде убав. Да знае убаво да зборува, да биде, како што кажав и пред малку, нели, трудолюбив, да биде, Вреден. да, вреден, да биде широк, во секој поглед да биде широк, затоа што човек кога е широк со вокабулар, кога знае умее да даде комплимент, не само на мене, нека даде комплименти и на друга жена. Не си љубоморна во една врска? Не, доколку гледам дека човекот ме почитува и мене и сите жени околу и значи зашто да не. Нормално дека највеќе ме треба мене да ми се посвети, но не треба да направи да бидам љубоморна. И значи не сакам луѓе кои што се служат со трикови. Не сакам, значи трикаџи, бидејќи трикови кај мене не поминуват, бидејќи сум детектор за такви работи. А исто така не може, например, да не ми посветува внимание. Значи не може да не ми врати на порака. Може да ми врати 10 минути, 15, не може да не ми врати, да не се јави. Значи ти ми се многу Не да видни е Боже, работи. па да не е достапен. Не би требало, тоаш мора да... Не, тоа Добро не ли се видимо? работи, не се работи тука за љубомора, него со тоа се покажува и колку човекот ти е битен во текот на денот. Јас па многу сакам и сум особа кој што не може кај мене да има неправратна информација. Можам да кажам овие 2 часа ќе бидам тамо и тамо, за било кој, нели? После 2 часа ќе се чуеме од било какви причини. Ја и одма ти пишав и порака, да викам чека Да. да ја вратам одма како знаме. Ај ми се наути. Да, значи
мора да биде посветен, мора да биде широк, мора да биде, значи, внимателен, дури и кога се кара, да го прави тоа со стил. Нели? За да можеш да му опростиш. Како е карата со стил? Па со стил не треба. Шармантен некако. Па да, мора Виртуелно дека се малку кара. да врти и на шалата во таа тусканка, затоа што ако се налутиме и ние жените, знаеш дека можеме и по две недели да не правиме муабет, така? Да, дефинитивно. Да. Добро, го опфативме мажот, малку сакам да зборуваме за музика тебе. Конечно ќе те оставам на раат околу таа тема. Кажи ми, не ми спомна, ми кажа дека не си имала додворување од газди на локали, но од публика, например? Некои ситуации такви? Публика сум имала, да, сум имала. На кој начин они знаат да се додворува? Па, на кој начин? Па јасно и гласно, например, ќе ти укаже. Јас како интелигентна особа, наравно дека можам да ги сватам знаците кои што носат до додворување, така? Или седни после со нас, Си седела на на пијачка маса, некој? например на масата, или ајде ќе одиме во едно диско после настав, значи тие се јасни знаци кои што укажуваат дека некој сака да има нешто повеќе, но за жал секогаш добиваат негативен одговор, бидејќи секогаш. Бидејќи со гости не се плеткам, а пред се заради тоа што јас после настап секогаш сакам да завршам и одма да си одам дома. Никогаш не се задржам после настап, никаде. Освен ако не бидат ептен мои пријатели, нели? Пријателки, кои ќе речем ајде да одиме во диско, одиме, ама овака за непознати. Добро, никогаш некој од сите тие не ти се засвиѓал, например, и па добро, не мора таа вечер, ама да се договорите за некој друг ден. Не, да се чудиш. Не, значи немам, еве јас во последните мои, не знам што е со мене, да пример Дечки, што последните, да, не ми се свија, значи не ми се свија, немаат шарм мажите. Не знаат како да пристапат. Не ми се засвиѓало или па можеби па јас си поставив мои високи граници за некоја личност како треба да изгледа или како да пристапи или како, нели. А си пришла прва на маш, например? Што мислиш околу таа тема? Дали прва би пришла? Или секогаш мислиш дека треба машкото прво? Како прво јас никогаш не се случило, например, да пуштам пријателство на некој маш на Facebook. Доколку тој не ми е некој соработник, па треба да нели да се најдем. Освен на мене. Па не знам јас ти пушти. Да, Кога седевме да, тогаш, ама реков не мај сам. да се видиме, да. па нормално, ние сме Добро, соработници, нормално, точно така. А додека кога станува збор за некој маж, ја немал таа среќа и нема ни да има, да му се додворувам прва. Но, тоа не значи дека јас, ако некој ми се допаѓа, веројатно ќе бидам... Се разликува, например, однесувањето за некој кога ти се допаѓа или не ти се допаѓа. Кога некој не ми се допаѓа, значи буквално не ќе да му посветам толку внимание и ќе бидам многу по тврда. А додека гледам дека некој ми се допаѓа како А сега ти физикус, кажеш што би било кога би било. Не, чекај сега. Па еве. Значи да, како физикус ми се допаѓа, меѓутоа јас сум малку по-отворена и по-шармантна, по-разговорлива и за да може истиот, нели, тоа да го свати, ако свати, дека е знак и да може, нели, да ми приде. Се со тоа што тој пак прв ми приоѓа, ама јас, он не е ни свесен дека јас сум го направила првиот чекор. Тоа е тоа. Многу дипломатски Па дипломатски правам јас. Интелигентно. Па тоа е тоа. Инаку многу би било глупаво за жена да се наметнува на маж. Иако сме 21 век, па да. Не. Значи, Јас сум малку повеќе од тој, од стариот ков, кој што си сакам така. Ја пак сум го збарила, ама он нека мисли дека од мене. Да. Интересно. Да. Добро, конечно мажите да ги оставиме. Имаме ли ние во Македонија естрада или естрадата не страда? Па си имаме естрада, не дека немаме. Имаме многу, нели, вокални способности кај пеачите, каде што многу пеачи добро пеат и добро котираат. Но дали имаме естрада? Имаме, со тоа што може да биде секогаш на многу повисоко ниво отколку што е сега. Сте размислували ли, например, Ирена, што ни недостасува на нас на естрадата, некојаш на оваа тема? Дали имаш некој твое мислење?
Па види, не недостасуваат емисии. Еве јас како што гледам, нели, Мерак Мејана, како почна Мерак да се емитува, навистина луѓето веќе не им недостасува на народна музика, бидејќи кој што си сака си пушта во недела и во сабота. Па и ти си таму. Па јас сум, да. И си ја гледа таа емисија и нормално дека со тоа ни се поткрива и нас популарноста. А инаку во однос на друго, мислам дека фали уште некоја емисија која што ќе биде малку од по гламурозно прикажана, каде што ќе можеме вака и да зборуваме, затоа што луѓето многу сакаат ние кога зборуваме. Вака, поготово ако треснам уште нешто потака. Не, ти си супер, не тресеш ништо, него. Ќе го гледаш. Никаде не сум гледал, не сум те видел, не само тебе или никој вака отворено да зборува новите. Да, значи порано имаше многу контактни емисии. За разлика од сега све се сведени на вакви подкасти. Да, точно го право си, ама тие емисии нели мислиш дека беа некако од постереотипни. Песната, кариерата и никако за приватниот живот не се чепкаше. Види, знам дека не се чепкаше затоа што времето се смени сега. Види како почнал да пеам или пред 10-15 пример, некој да пишеше за мене Ирена тоа и тоа. Во негатив, па јас ќе легнав, мислам, недела дена болна. Си тужила, не? Не сум тужила, не. Ама добро ќе се изнервирав и можеби недела дена ќе бев нервозна заради тоа и тоа, сега не ме интересира. Дали е тоа новинар, дали е тоа човек, значи јас сваќам дека и тој, сваќам до одредна граница, затоа што имало за мене пишувањето тогаш кога беше, нели, кога раскинува со врската, значи ни толку длабоко навлегоа во води кои што не требаше толку тоа да го направат, као да ја некое кривично дело направив, мислам, блуге. Така? Да, баш. Кои сте вие да ме судите, мене или другиот или третиот или па и гледате си ги вашите животи? Ако имате. А новинарката нормално желна за кликови и за тоа дека ќе земе 200-300 денари од таа објава, што ќе кликаат дека шејкот Ирена глупости ово она, нели? И за шејкот ќе. Не посети. Да. Значи кликат и ќе земе некои си мизерни 200-300 денари, ама она ќе напише, на пример, и Кај го запозна шејкот? И сега слушај, и тогаш знам дека се здружија они, баш Орце и една новинарка, мене да ме рентаат на Тебе. Да, ама не значи дека па са ја имав само штета. И него исто така, нели, плачеше, овкаше на социјалните мрежи, дека и тоа па не е добро за еден маж да плаче, нели? На толку милион жени ти да плачеш за мене, така? Па ти убаво кажа дека значи, не се забораваш така лесно. Па шо, па затоа се е на тоа место каде што е. И тоа е тоа. Па кај сака нека биде. Шејкот, ајде. Во Дубај го запозна или? Не го запозна во Дубај. В Дубај јас бев пред 2 години. Го запознав, кај го запознав? Во Катар го запознав. Катар. И таму си била? Да, бев тамо и баш во времето кога сите, нели, вика и како го поднесе ова или тоа, јас кога да ти кажам искрено, кога сите пишуваа за мене, јас си ги спакував коферите и како вика, кога нешто не ти оди добро, замени на одмор. Си отидов на одмор. Паметно. Додека јас си се сунчав на плажите, додека си шетав по убави трговски центри, додека си пиев кафе со шејко, додека си, значи си едноставно си одмарав, другите се замараа со мене. Еве совет. Да, значи кога нешто не ви оди добро, одете на одмор. И баш ви е гајле што, кој и како. И поможно со шејкот. Па не, шејкот кафе, ама тоа остана само на тоа. Јас ставив една слика. Ништо не се случи со шејкот? Ништо не се случи, човекот. Не, каква љубов, значи човекот само ме прошта по неговиот трговски центар. Има трговски центар? Да, има многу в трговски центар, како една мала Венеција во Катар. Вери. Да, и потоа си се поздравивме фино лепо, како луѓе. Не успели барем да му кажеш ако може некој бутик тука во трговскиот центар нешто. Не, значи најгито луѓето тоа го сватија и ја откоја секогаш после тоа одев на некој патување во Египет, во Дубај, секогаш еве шејкот ти платил, знаеш. Тоа беа многу глупи коментари на социјалните мрежи, јас само си се смеев, нели? Се испаѓна како да јас, нели, ако некој оди во Египет со овие туристички агенции, што секој може да отиде во Египет, во Дубај, може да отиде на Малдиви, може да отиде во Тајланд, секаде, нели? Па и не е толку скапо. Па и не е толку скапо, ама зашто Ирена кога се појавеше? Шејко ти платил, мала, или таа ако отишла, некоја спонзорира.
Глупости. А појава си. Нонсенс. Не, и не само за мене, и за другите. Зошто мисле дека ако некоја пејачка отиде негде, дека некој мора да ја плати? Па јас сум работела и сум заработила. Ако јас нема да платам, кој па? Да, Или да. некој од оваа бранша. Така? Да. И тоа си ги плаќам радо срце, нели? Сум заслужила одмор. Нормално. Ама нив им е полесно да кажат Шејкот. шејкот она, а па нели, овие што се од таблоидите, само ќе пуштат, нели, мушички и тие веќе се лепат како, да не речам на што. Многу глупави луѓе има. Многу, значи јас со овие социјални мрежи, поготово кога ги пуштија луѓето да коментираат. Јас не знаев дека имаме ние во Македонија толку глупави луѓе. Многу глупави луѓе. Ја го видов тоа. Нели? И се разочарав. Не се разочарувам, ама стварно треба да се поработат на својата, значи, интелигенција, во 21 век да бидеш толку глупав. Коментарите ги читаш, враќаш некогаш? Зависи ако ме погоди во некој момент. Претежно не, ама и не ни читам, да ти кажем искрено. Некој ќе ми каже и ова напишали, или некој случајно сега ако видам првиот, вториот коментар и само ќе се насмеам, ќе видам нели првата слика, втората. Кој ќе видам, значи не е битно што коментира, кој коментирал. Кога ќе видиш како што ти кажав пред малку. Целиот исчешен, без четврка зап, никаков, значи со нереализиран, со некој чизми како за река, не дека јас поценувам тоа, него нели треба да бидеш ти за да... И никогаш не сум имала лош коментар од некој остварени. Никогаш. Немаат време. Немаат. Тоа. Да. Ај се ќе земаме, ќе ја плукаме Ирена, па сега ќе го плукаме Трајче, па сега Лила, па Ива, па оваја, па таа. Ти кажам, јас до пред одредено време враќав на такви коментари и сега реков не. Значи, дефинитивно да не. трошиш енергијата. Абе, оди си на одмор. Да, Оди си да, на одмор, зашто да Египет. враќаш? Па тоа им е нив релаксација и ти имаш друга релаксација, они си имаат друга. Значи не, него ќе си одам на одмор и ќе си ставам друга слика, па нека пукат од мука. Нека зборат. Па нека зборат, нека пукнат од мака. Нека оди он, да видиме како ќе оди. Па не Да. може да оди, не може да заработи. Како Тука е ќе мака. вика Ирена отишла, овој отишол, оној. А од тоа не се зема пари. Се зема пари од да одиш, да загнеш, да работиш. Да, се Како што земеше јас, пари како од тоа. беше она, имаше една дешавка, имаше една шега. Некој србин излага са бајле на балкон и вика: "Комши! Комши!" Уште у 7 сато са бајле. И никој не излага. "Останете, комши! Идем да радим." Пак после 15 минути. "Комши! Јел сте устали? Идем да радим." Пак нема комши. Никој не се пеал и така узастопно. "Комши, ја вам кажем да идем да радим, па нема после да буде ово, оно, од каде он има паре. Па ја радим, а ви спавате. Значи, идем да радим." Тоа е тоа. Јас па мислев во Јас друг контекст ќе го кажеш Не, ова како го кажам во комши, контекст одам ја дека- да работам, ама вие дојдете кај мене дома. Не во тој, него кажам баш во контекст дека работи, кој работи има. Значи ја работам и тоа работам. Работам до ситуацијата сега да решам да не пеам, јас можам да живеам до крајот на животот од моите благодети. Браво. Што сум работела. Похвали се Ама тоа, работам затоа што сакам да работам, затоа што си ја сакам музиката, затоа што се уште сум барана и се уште сум работоспособна. На начин кој што, нели, на пазарот има и понуда и побарувачка. Значи створено контакти каде што се уште можам јас да работам. Дали И да создавам. Дали сметаш дека, например, можеш, доколку не ја сакаш ова професија, да пееш, например? Дали постојат некои такви пејачи што тоа го прават строго за пари, а не го сакаат тоа со сила, нешто? Тоа е со сила и краткотрајно. Значи, сега Така. колку и да луѓето, нели, викаме и не знаат, ама знаат да проценат и знаат да слушнат што е добро, што не, нели. Да, имаше кај нас многу пејачи што се изгубија, што ги нема сега Да, повеќе. значи работата треба да си ја сакаш, а ова работа е моја која што јас работам толку време, а се чувствувам како ни еден ден да не сум била на работа. Затоа што многу си ја сакам работата, значи си ја работам со љубов. И Владо Јаневски вика така, во годината работни му се 30-40 дена. И тоа е тоа. Да, ама јас работам секој викенд. Ама ти си многу позафатена, така е. Па добро, ние народњаците сме малку позафатени. Кој заработува повеќе? Забавната музика или... Народњаците.
Така? Народњаците, да, народњаците. Затоа некои народњаците се можеби и принудени да своите настапи да вклучуваат и народни песни, обработки, каде што ќе може да ги барат малку и на овие некои други Тоа ми е многу настани. смешно. Па добро се, може не е смешно. Се вклучуваат и народни инструменти, значи во некој етно стил и Им се губи правецот. Па добро, ама ете Од наоѓаат модул, меѓутоа работи, наоѓа начин и модул каде што сака да биде викнат ети на тие некои настани и во Европа. Да има доста млади кои што ги сакаат па и нели забавњаците. Така е. Дали мислиш дека фестивалите кај нас, фестивалите, ти си била на доста фестивали, се местат? Дали си слушнала нешто? Дали тебе ти биле понудено? Да, се местат. Не ми било понудено за пари, јас, меѓутоа сигурно дека сум имала добра песна и сум била оштетена доколку некој земал награда и сигурно може би платил или за да говори. Не знам. Одамна си имам скарано со фестивали, тоа не ме интересира. А постои колегијалност кај вас музичарите? Во кој смисол? Во смисол, например, што знам, например, еве сега ти да имаш некој настап, ама да се разболиш или да не можеш да отидеш па да се јавиш на некој колешка да те покрие. Да, имало такви ситуации каде што и мене ми се јавило, имало ситуации каде што јас сум имала и многу настапи во текот на годината, дури ми се дуплирале, па сум ми ги дала на некоја колешка. Односно и на две колешки, од кои што едната знаеше тоа доста добро да го цени и ако ништо друго да ти се захвали, у смисол не со фала, него А која не знаеш? А имаш и една што не знаеше и што дури и се испонаша многу неубаво и со таа особа веќе не сакам ни да контактирам. Не е битно име, тоа имаш и таква и тоа е тоа. Епа, погодувајте се, што да ви правам сега, не може се да се знае. Не сакам сега од едно име, сега па да настане, нели... Да, војна. Војна е ситуација, па вака беше, па така беше. Нема потреба. Ирена, за време на короната, што правевте вие музичарите? Како живеевте, како се снојавте? Беа тешки времиња. Па добро, беа тешки времиња. Некои смени професија. Па да, доста ни смени професија и јас сум од оние особи кои што, како што кажав, многу работам, но секогаш гледам и неколку години унапред. И како се вика, мораш да имаш бели пари за црни денови. Така да многу од нас нели бевме принудени нели да си вадиме од уштеđевина што имаме. Но јас сум една можеби од ретките каде што кога нешто немам, тогаш ми се вклучува разумот и барам начини како нели да заработам, бидејќи не може само од едно нешто да се заработува, него мора да постои начин како и од нешто друго. Тогаш почнав и да рекламирам некои производи. Значи тогаш стана инфлуенсер. Па се дали инфлуенсерка или нешто рекламираме како маркетинг, меѓутоа како и да го наречеш, почна добро да ми оди. Мојата ќерка знае мултимедија, графички дизајн, тогаш доста ми помогна во однос на создавање на некои видеа, а покасно се научив и јас, така да сега и како добро си котирам и со тоа, значи прва професија ми е нормално музиката, но во тој период ми се разви значи таа способност и каде што рекламирав доста производи и така ми се наоѓаше некои денари од тоа. Потоа исто така, нели, кога беше короната, се веројатно сакаш да ме прашаш и за ова друго прашање. Гледам дека цукаш и да прашаме да не одговарам јас. Сакам да те запрашам, да. Во време на короната сите знаат, мислам сите во овој свет, дека ти беше како главен адвокат на музичарите и дрвен адвокат. Дрвен адвокат, така да. Преговараше со тогашниот премиер Зоран Заев и успеа да издействуваш како ги викаат, субвенции. Така да, па субвенции за еднократни, например беше на 3 пати по тие 45.000, нели за тогаш се имаше фама зашто ние да земеме. Дури некои велат дека, сега не сакам да кажам кој и како него, велат дека на некој високо ниво бил тој така разговор, не бил нешто многу пријатен, баш така. Па не, јас едната од ретките кои што веруве дека се обичен
некој, да го наречам голтар или некој неостварен, па се прави некој нешто, па не можеш да дојдеш некој до телефон што нема врска. А напротив, значи од мене секогаш ме одела комуникацијата со премиери, со министри, со без разлика дали бил Зоран Заев или на времето на Никола Груевски, кога јас исто така бев една од луѓето, не една, него баш јас отидов и побарав да ни се дадат пари за снимање на спотови и за песни, и тоа го издействував, и после тоа земавме можеби 2 години пари за спотови и за песни. После тоа, еве исто така со Заев и со Оливер Спасовски и Ала Ѓозовски, исто така водевме борба за овие субвенции, каде што бевме ние на некој начин представени како во црна дупка, бидејќи немаме нели ни придонеси, немаме ни како тоа да се нели опфати, меѓутоа се бараше начини и на секој нивно не, јас да, на секој нивно не, да. Ама ти си најзаслужна за па да, за тоа. да, заслужна сум, меѓутоа сите тоа го ценат додека јас им го бркав тоа, нели? По 100 пати у денот ќе ти се јави докаде што е, како е и супер она. А кога се заврши тоа све се заборава, дека некој нешто направил, нели, првенствено нормално за мене, после за другите, освен неколку, нели? Дури тука стана и љубомори зашто јас тоа да го правам. Па добро, направи го ти. Ако ти текнало тебе. Кој ти брани? Не ти брани, затоа што јас земав исто пари, колку и вие што земавте, по 3 пати толку. Ја не земав повеќе, само што јас имав многу повеќе главоболки, многу повеќе неспиени ноки, многу повеќе трошоци за нели за преговарање, за трошење бензин, бидејќи колата не оди нели на вода. Многу нели некој да го испочитуваш, да го уважиш, значи како и да е, јас сум вложила труд и пред се сум одвоила од моето скапоцено време, додека ти си лежал дома. Така? Така. Ако ти си можел нешто да направиш, јас не ти бранам, направи повеќе, ќе бидам благодарна мене да ми легнат парите нели на сметка. Значи за првото добивање јас бев баш сама. И тоа Добро, што немавте успеавме. некое здружение, кој што Па знам. после тоа го вклучивме здруженијето на естрадни уметници, потоа исто така се вклучи Тогаш мојот беше колега. председател Благој Груевски, тогаш Не, си Горијан, напушти тогаш. Горијан Значи, он си Стојановски напушти, дојде, така. да, и на Горијан Стојановски тогаш баш му бев еден ветер во грб, морам да кажам, бидејќи тогаш нели кога се случуваше ова, тогаш здруженијето малку се поткрена, доби пари, добивме значи кај што можевме нели да баратаме со тие пари да ги поделиме на нашите нели колеги. И тогаш некако работата одеше добро и потоа се приклучи еден наш колега Кан Масхар од турската националност, каде што и третиот пат и тој веќе нели со некои негови линкови, затоа што нели што сме побројни, Да. тоа сме појаки, се вклучи и тој и сето тоа нели се знаеше дека јас го потегнав и после тоа вете се вклучи и други, да не Ама биде нели сепак- сам јас, но Ама сепак чувствуваш една неблагодарност од па да, колегите. еве, искрено да кажам, дури после тоа почнавме и со стопанска комора, нели, тоа да се развива во тој период, да се пушта некои пипци за тоа. Дури јас да не го потегнев тоа за естрадата не беше да биде, например, ни стопанската комора, бидејќи тогаш луѓето и државата не множеа со нула. Како дупка во системот и кој што нели не може никако да се најде начин. Па потоа ние наоѓавме начини, па нели нормално дека и ние како здружение, еве јас сум член во одборот на здруженијето, најдовме начини како после тоа да се дадат лиценци, па како ние после тоа ќе плаќаме даноци за нашите настапи и на тој начин ќе се води една како се вика евиденција и на тој начин и државата ќе има фидбек од нашите настапи. После тоа кажавме дека ќе има нели стопанска комора, па нели тоа се претвори во една музичка индустрија, но за жал јас ето тоа прва го потегнав, но еве се вака ако зборуваме наназад и кога ќе треба нешто или да се гласа или да се нешто, мислам дека многу ќе ме заобиколат. Многу ќе ме заобиколат, но тоа зашто никој не сака способни луѓе. Има и од друга, значи Го чувствуваш тоа? па да. Значи тоа се чувствува секаде во некој професија, па и во ова. Чувствуваш љубомора, например? Па чувствува со самото мое присуство, другите чувствуваат дека се Загрозен. по-неуспешни. Значи зашто сега зашто она тоа го даде? Еле се тука ако биде се она нешто пак ќе даде некоја идеја, знае дека јас сум полна со идеи, па сега јас ќе се засаднам, веројатно е тоа. А јас, например, сум човек кој што дава многу ветер во грб на сите.
Меѓутоа, пак ќе речам, мене не може никој да ми го земе тоа што го имам во себе. Ќе најдам начин и ќе создадам нешто друго. А инаку, еве, вреди да се спомне дека тие здруженија најстрадни уметници, например вашето, ви помага за да добиете работни дозволи на ваши турнеи, Америка, Австралија, така? Да, битно е тоа. А воедно треба да служи и за договарање на настани. А служи ли или само треба да служи? Не служи, а треба да служи. Ние за тоа се боревме. Но сега со формирање на Стопанската комора, сега доправа треба да се искристализираат тие работи. Например, да се види кој и за што го бива. Например, да се категоризираат тие работи и да се види кој може да добива повеќе настапи. Значи, таква ни беше идејата, кој да биде пејач од прв ред, кој од втор, кој од трет. Се Кој промени што нешто во може, тој... па не се промени некако, заради тоа што веројатно не сум јас така меѓу правите тама. Ирена, Па види се, мислам, секоја си реално да забавна, збориме, секоја си да, забавна. да. Ме интересира, кажи ми, на што најмногу трошиш парите? Сега ќе ти кажам, нека знаеш што е времето, како вика, времето ќе каже кој е лажен, кој е тажен, кој е плавуша, кој е овца, кој е лекар, а кој е пекар. Јас си ова е оставам твоја секогаш некоја. значи на времето. Што ќе биде и како ќе биде. Ама обично кој ќе изгусти после сите, Ирена. А тогаш после, значи, онака се лабават. Тоа што ти ќе ми кажеш кој е пекар. Ќе кажам, кој е пекар, кој е лекар, кој е овца, кој е плавуша. И да Кој ми лажа кажат и кој... на што најмногу прави. трошиш пари? Па најмногу трошам пари, искрено да бидам на што? На спомени. Спомени? Да, ајде, што се спомени? Фотографии, валјда не. Не, ајде, тројче што се спомени. Како викаме, што старе е човек, потроши на што? На физички изглед? Не. И онака сум убава што ќе трошам на Па физички да, и ме зачуди јас. Јас тоа си правам, нели, козметички третмани, си правам Значи, облека не е. например, си правам се што треба да си правам, масажи, све си правам. Абе на патување бе трајче. Па кај се патување. создаваат спомени, нели? Така е, така е. Значи, кај рековме, кај што не дава Дубај шејкот, и- морам јас. Да. На спомени. Значи, вистина со текот на годините, мислам дека човек треба да вложи највеќе во патување. Затоа што гардероберот ми е на вистина препол. Ти се слушил некогаш Со од работи. некој бакшиш да одиш на патување? Кој ти бе, кој ти е Ајде. најголемиот бакшиш? Леле. Да го кажем и ја. Види се, кој ми е не, значи зашто не го поставиме вака прашањето? Ајде да. Кој ти е најдобар настап? И бакшиш. Настава кој што има најдобар бакшиш, така? Да. Меѓутоа, за да стигнеме до бакшиш, зашто сите не прашате како стигнавте до тој бакшиш? Како стигнате до тој бакшиш? Или многу, например, викаат, ма вие многу бакшиш земате. Не, ја не земам бакшиш. Они ми даваат. Наш ми го даваат бакшишот. А како ни го даваат? Значи, тука има друго прашање. Ни го даваат бидејќи ние Сте го заслужиле. како сме го заслужиле? Па со пење би. Ама не е само со пеење. Него како на почетокот ние сме направиле нашата програма, така? Тоа што не можат песните да се пеат тие што се на крај да се пеат на почеток, така? Значи мора да ние направиме еден план, не е тоа така. Се прави план на песните, кој на почеток, кој се прави на градација за да се стигне. За тој човек ти да го погодиш во срце со таа некоја песна сега. Дали има се во моментот, дали тие луѓе се разочарени, дали тие луѓе се радосни, дали тие луѓе слават нешто, нели? Таа песна треба да дојде до слушателот, до крајниот конзумент. Па треба да биде шармантен, па треба да знаеш, да умееш со него. Значи тоа е филозофија, не е туку Па така. не е туку така, првата како биде што пета вие. песна. Значи се и тој и на друг начин ќе ти го објаснам, памти ми го зборот, да ме потсети што сакав и тука да кажам. Секако. Да. Не заборам. Да, и значи човекот едноставно станува еуфоричен бидејќи е погоден од некоја песна, дали е погоден за некоја љубов, дали е погоден за, например, му се родило керка син, дали едноставно си излегол на вечера со неговата девојка, па ете му пееш песна. И тој човек едноставно нас ни дава напојница, односно ни дава, Бакшиш. да, награда. Значи, ние така доаѓаме до тој бакшиш, бидејќи тој е задоволен. А како значи, што е бакшишот? Бакшишот е степен на задоволство
кој што гостинот пред се тој е задоволен. Значи кога го дава бакшиш, кој е задоволен? Пејачот први или задоволен е гостинот? Гостинот и пејачот. Гостинот е задоволен. Значи степенот за задоволство, тоа е најголем степен на задоволство кога ќе даде гостин пари, дека он е задоволен. Значи допрало песната на неговите емоции. Така и само кога ти замисли се одам јас себе по пат, ти си еве гостинот на пример. И сега си шетаме ја и ти по улица и сега те пример ти можеби сакаш еве јас сега сакам да ми даде 100 евра. И ти рече мај бе трече дај ми 100 евра. И ти кажеш зашто ми берува 100 евра? Нема зашто да ја дадам 100 евра. Така, на пример, не ја давам. Добро, не ми даваш. Ама ќе дојдеш на музика, Ама кога ми испееш најбавата ке те песна, допрам во срцето и ќе ти отпеам не дали убава, не убава, може ќе ти имаш нека порачка, нарачка, нели било што, ти ќе си ги дадеш фино лепо глатко тие 100 евра, а ја не сум да ги не барала. видиш? Значи така, тука е поентата. Зошто? Затоа што ти си задоволен. Кај тебе е највеќе задоволството. А јас секако си задоволна со песната што си пеам, јас сум платена за тоа, така? Спомнавме редоследот на песните, што ми рече Тоа е да те многу подсетам. битен, како? Тоа е многу битен редослед на песните. Не можеш ти да ги пееш песните по обратна ред. Ние точно знаеме која песна, кој момент треба, која песна пали, кај не пали. Са и ние си имаме Можеш тука вака наши некого стратегии. погледнеш, некого да Ние погледнеш точно знаеме и да кој знаеш човек, која ние песна. точно знаеме кој човек ќе даде бакшиш, кој не. Знаеме, да, знаеме. Еве, ја имам ли вака фаца вака за да дам бакшиш, да седнам, да се опуштам, да. Ама не, види се, многу е битно да те видам тука и многу е битно да те видам У во кафана. ресторан, да. Не можам тука да те проценам, морам да те проценам во ресторан ако дојдеш. Не си ме викнал. Па дојди и ќе те проценам. Ама Добро. дојди со малку повеќе пари. Па сега, нели, ако се расположиш да имаш што да дадеш, нели? Да. Значи тоа е, ние си имаме, значи наше е 600 чуло, што доста работиме, значи пејачите. Точно знаеме кој ќе даде, кој нема да даде, кој. Све се знае. Значи тоа е работа и процес не е туку така. Ние бе. сме и плюс и психолози, да знаеш. Па има некои луѓе кои што се, например, и нерасположени вака, па значи има разни пристапи, како да кажам, да. Добро. И тоа Но што бакшишот- требаше да ме подсетиш. Ај, За- добро, За бакшиш. бакшишот. Најголемиот бакшиш. Можеме да кажеме Па некоја види сума. сега сума. Што знам сега која сума сега. Види и бакшишот е ствар што ние го делиме сите музичари подеднакво. Не сум го зела Еве јас ти само лично тој што си го бакшиш. взела? Па што знам, може околу 1000 евра на вечер. Добре. Може би повеќе некад, не знам сега стварно. Ама тоа сме повеќе луѓе, например, сме зеле печесилини, тоа што кажав се дели на повеќе луѓе. А во странство и повеќе. Така. Да, странство и повеќе. Значи поиспатливо во странство да се бе. Не, сакав да кажам дека секоја работа треба да работи со љубов и во однос на бакшишот сакам да ти кажам, значи. Еве да речеме некој бизнис. Ние преку песната, нели, ги расположуваме луѓето и тие се задоволни или нели, ете прави промети кафаната, ресторанот, и ние добиваме бакшиш. Меѓутоа и секоја работа, некој бизнис, ако се почнеме, пристапот на луѓето, јас им се обраќам до луѓето преку песна, со пеење. А, например, ако сакам нешто да купам, мене продавачката или тој што нуди нешто или маркетинг агентот без разлика не се, мене ми се обраќа со зборови, така? Колку е поприемчив, колку повеќе знае, уме, значи со долгогодишно искуство и знае од која страна да ме фати, ќе ми продаде повеќе работи. Така? Се игра на зборови, ама со ние што си играме со песната. Само ние новинарите немаме бакшиш. Тоа не е важно. Ама добро, па затоа вие која ви е предноста? Вие ги викате гостите, меѓутоа вие не ги плаќате гостите, така? Дагат, значи, што ве почитуваат, нели тоа е почит? Мора да признаеш. Да. Така? Секако. Ти ако не ме почитуваше мене, немаше да дојдеш. Значи јас сум одвоила време Да. за ова. И не само време, и туку си била искрена, како што никогаш да. не си била до сега. Да, Ала значи да. отворена за разговор, значи тоа треба да се почитува и цени. А ја попочитувам ти што си ме викнал, што си ме удостоил, што мислиш дека јас ќе бидам интересна и што ќе може овој подкаст еве да се гледа и ќе видиме колку ќе се гледа. И нели? тоа, драги мои, морам да кажам дека Ирена денеска има настап. Ние прво снимаме, потоа оди во Штип на настап. Во Штипска куќа пеаме. Секој петок, а некогаш и сабота ги поканувам сите кои што сакате добра музика, добра песна со моите колеги од Легато Бет, да си дојдат во Штипска куќа. Јас настапам таму веќе 5 години, да си каснате на Штипска пастрамелија
А за другото ќе се договориме, ќе видиме утекот на вечерта. Ама да имаат пари за бакшеш. Па и да имат и да немат, не е битно. Значи само ја да имам, Не е а другите битно, не е ти битно. имај. Ти е битно па за да видиме дали ти си нели дали умееш да дадеш бакшиш. Да. Види, и тоа е, значи умење како да го дадеш бакшишот. Треба и да знаеш како да го дадеш. Да, треба да знаеш како да дадеш бакшиш. Има некои непристојни Па што има и сакаат да, мисла не да знам, во дадат, гради или значи негде. не, така не се случило. Него другом беше зборот, Дека има не и такви. мафтат премногу, значи тогаш некој ако премногу ти мафта или ќе ти ја стави Да се под попне. телефон, никад веќе нема да му запеам на тој. Напротив ќе се тргнам и нема да пеам. А зашо по телефон? И па демек под чашата тука се парите, сваќаш сега да ме држи он со парите. Дали ме разбираш што ти ти кажам? таму да се вртиш. Не? Демек јас заради парите. Напротив, човек кој ќе стави чаша под пари под чаша или под нешто или нешто си има негови, значи верувај дека повеќето од нас Нек ние ни се дал. тргаме. Не, он може ќе ги даде. Ма не сакам да ме ги даде. Како да ти кажам? А ти смета онако ќе Не, значи не сакам да ми ги даде. Човек што дава бакшиш одма се гледа дека дава и ги дава. Ако погодам, сега ти ме да ме никогаш тоа нема да се случи, бидејќи можам јас да ти дадам уште толку. Си вратил некојаш бакшиш? Не треба. Да, не треба. Ако е некој досаден, да му го враќам, не сакам, значи. Не сакам и готово. Имаш пеено на свадба повеќе пати иста песна? Повеќе иста песна. Не само на свадба имаме пеено и вака и на настани, меѓутоа сад не да биде една иста песна за песна, него секако дека ќе кажам оваа песна, да ќе ти исполнам, меѓутоа мора да поминат барем 2-3 песни, бидејќи другите гости нема потреба зашто да слушаат две песни едно по друго, нели? Он секако, нели, таа песна си ја плаќа. Но и ние имаме некои одредени правила и норми кои што пред се парата е пара, но не може ради пари се да се прави. Пари имаме, однос ни треба, нели? Да. Јас присуствував И на една почитување. свадба, на еден немил настан. Маријан Коце пееше и еден пијан човек му го зема микрофонот, штом не ја пееш таа песна, сакаше да му го скрши, јас бев тука, средивме ситуацијата. Тоа се некои, значи, луѓе кои Човекот што ќе доживееше срцев удар, Кој викаше. ќе доживееше? Маријан, викаш 1000 евра сум го купил микрофонот. Ама не може така, и сега замисли се јас се влезам негде у некој институција и да ти го скршам компјутерот. Сега ти мене, значи не ми кажа добра диагноза, јас сега доктор тебе ќе ти го скршам компјутерот. Или ќе ти ги скршам слушалките, или ќе те скршам, каков е тој начин, значи. Јас да ти кажам искрено, мислам дека луѓето во последно време се некако многу чудни. И не само нашата, ја дори у нашата професија и не гледам некој поголем проблем, бидејќи такво нешто не ми се случило. Дека кај нас доаѓаат некако луѓето порасположени, доаѓаат, значи, нашталувани за музика, за песна, за убав штимунг и ретко кој би си дозволи, нели, да си упропасти вечерта на себе и на своите пријатели. Но повеќе сум, например, сум изненадена од луѓето кои што се спремни за едно паркинг место да си степаат, за чекат во банка, повојно тој го зема редот или у продавница или примерно доктор, дури, значи докторите викаат вака, мислам имаме чувство дека и нас ја не испотепаат. Значи дури тука се случува тоа, а камоли па некој пијан што Маријан Коцев бил на свадба, тој се опил и сега, значи, тука треба да има едно обезбедување, одма посместа да го изфрли тој човек, да не им ја расипе пред се веселбата. Му помогнав јас А и не, среќа се ритме а работа. микрофонот ќе ми го фати некој, па тоа нема шанси. Мислам, ја прва ќе го катапултирам во свемирот. Ирена, браво. Па така е, што, како, каков е тој начин? Ирена, многу ти благодарам што ни беше денеска гостин, токму ти и сум ти многу стварно Нема потреба, заради тоа што не сите се искрени како тебе. Чувствувам и знам и гледам дека Види, стварно па сега направивме треба- една Да, еден добар немам потреба зашто да лажам веќе, разговор. затоа што сметам дека со самото тоа што ако ти излажам себе, како да сум се излажала себе, можам само да не кажам нешто што не сакам, а инаку немам зашто да го излажам. Добро, не ми се сите така, али ти си една од Па види, тоа доаѓа малку со искуството, минат. доаѓа со карактерот и доаѓа веројатно и со годините. Се надевам дека А повторно ќе сега ни јас дојдеш. влегувам во тие убави години, каде што, како вика, не можам да го вовлечам ни јазикот, ни стомакот. Нема стомак. Тоа така се кажува, нели? Повторно ќе ни дојдеш на гости, се надевам дека ти Ќе беше дојдам, пријатно. зошто да не. Ти само одбери добри прашања, јас сум подготвена да ги одговарам.
Овие не беа добри. Или повторно добри. Повторно добре, да така. не бидат добро. истите, нели? Не, истите не. Таман работа. Драги мои, тоа беше Ирена Спасовска, нашата позната пејачка, а на вас ви благодарам што успеавме и што не гледавте да го задржиме вашето внимание. Бидете така, доколку ви се допадне ова видео, треба да стиснете лайк, сабскрајб и да го споделите како ви допрво до што повеќе луѓе.